претходната епизода научивме дека свеќите се јазикот на берзата. Ама денес ќе ви покажам каде тие свеќи најчесто удираат во зид. Замисли си една топка што ја тапкаш во соба. Таа се движи помеѓу подот и таван. На берзата ова се вика сапорт и резистанс, или поедноставно под и таван. Подот, односно сапортот, е нивото каде што цената паѓа, ама купувачите не дозволуваат да оде подолу. Тука сите почнуваат да ја купуваат бидејќи акцијата ја сметаат за ефтина и цената повторно оди нагоре. А таванот, односно резистанс нивото, е нивото до кое што цената расте, ама не идува на силен отпор. Тука трейдерите почнуваат да продаваат за да земат профит, па цената застанува и потоа почнува да паѓа. Ова е една од најмокните алатки што има еден трейдер. Зошто? Затоа што берзата има меморија. Ако акцијата на Тесла или Nvidia 3 пати удрила во истиот таван и паднала, голема е шансата дека и четвртиот пат ќе се случи истото. Ама што се случува кога топчето кое пробие таванот поради силен хајп? Тогаш стариот таван станува нов под, а цената оди на следниот кат. Тоа се вика breakout, односно пробивање на левел. Во Prime Class ние не погодуваме каде ќе оди цената. Ние ги цртаме овие зони со математичка прецизност. Знаеме точно каде да купиме, односно на подот, и каде да продадеме на таван. И така се прави профит. Како да знаеме дали берзата оди нагоре, надолу или се движи во круг? За тоа ќе зборуваме во следната епизода. А дали ти изгледа едноставно кога ќе се објасни вака? Пиши ми во коментар.